Има нешто што се вика истовремена работа, продолжи со работа Комисијата за образование, а јас се пријавив за збор и не знам каде да одам сега. Ова е невозможно во ова собрание. Значи, прво, мојот однос кон еден закон воопшто не зависи од профилот на предлагачот, туку од квалитетот на предлогот, односно од доброто што се штити. Во случајов зборуваме за здравјето како добро, не зборуваме ниту за левица, не зборуваме ниту за ВМРО, ДПМНЕ, ни за СДС. Значи, предмет на закон и на оваа седница на дневен ред не е партија, туку е еден предлог на закон. Прво, да подсетам, ние предложивме закон во пикот во април 2021 година и мислевме дека ќе биде логично, добро дополнение на Законот за здравствена заштита. Законот го предложивме по скратена постапка, оти настаните диктираа такво темпо, меѓутоа воопшто не бевме удостоени и законот не ја виде светлината на седницата. Што баравме ние? Изедначување на цените во приватните и во јавните институции, рефундирање на трошоците, бесплатен ПСР, лекови, односно терапија на позитивна листа. Ништо ново. Модел виден во Франција, модел виден во соседна Грција, уште во поизразена форма. Да подсетам, во Франција и во Грција државата го превзеде управувањето со болниците, зошто? Заради здравјето на луѓето, а овде нас ни објаснуваа дека тоа ќе довело до нарушување на принципот на предприемништво. Не е точно. Зошто ќе го поддржам, значи, овој закон, ама ќе предложам, ќе кажам дека ова е само прва фаза и дека ние, нашите решенија, кои мислам дека се подобри, во форма на амандмани, ќе ги предложиме во комисијска расправа и очекувам предлагачите да не се однесуваат како партиите на власт, односно да трагаат по заедничко добро и по подобри решенија, зашто она што е најсрамно за мене во овие денови е броењето на заработката од така наречениот COVID-19 профит. Страшно нешто. Значи, не се согласувам дека со отворени очи предлагачот, не мислам на овој, туку мислам на министерот Филипче, гледаше на здравствената криза, туку како во оној чувен филм на Кјубрик со широко затворени очи. И затоа, еве, јас ќе укажам зошто ќе го поддржам овој закон. Прво, основна една од темелните вредности на уставниот поредок е хуманизам, социјална правда и солидарност. Најпогодени од кризата, од која што се надевам дека ќе излеземе, иако ми е чудно што ако овде сега седиме како сардини еден до друг, вчера изгласавте закон за овај одлука за продолжување на кризната состојба, не одат како ден и ноќ едно со друго. Второ, членот 9 на Уставот гарантира еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, неа ја немаше особено во услови на пандемија. Понатаму, членот 39 од Уставот на секој граѓанин му гарантира право на здравствена заштита, ни тоа не беше остварено, и понатаму граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите. За малку ќе не втурневте во попис, а тогаш ние ќе го загрозувавме секој секому, значи, здравјето. Да го прочитам и фамозниот член 55, кој се чини дека само министерот за здравство го нема прочитано. Да, тој ја гарантира слободата на пазарот и предприемништвото,
така вели ставот 1, ама ставот 2 вели еднаквата положба на сите субјекти на пазарот, а во ставот 3 дека слободата на пазарот и предприемништвото може да се ограничат со закон заради одбрана на Републиката, зачувување на природата, животната средина или здравјето на луѓето. Државите кои во Уставот имаат предзнак за државата социјална држава се повикаа на слични одредби и на вистина оневозможија профит од COVID-19, кој што, повторувам, е најголемиот срам. Зошто јас велам дека ќе го поддржам овој закон? Значи, прво, затоа што не можев да гласам за законот што го предложивме и кој што мислам дека содржеше посеопфатни решенија, а ќе го поддржам од следниве причини. Прво, добро е што овој закон предлага изедначување на цените на здравствените услуги во приватните и во јавните здравствени установи. Впрочем, ние овој предлог го вградивме во нашиот предлог закон. Точно е дека ќе поддржам цел која се вика помали трошоци за болничко лекување на граѓаните во приватните здравствени установи, заштита на јавното здравје и почитување на уставниот принцип за забрана на дискриминација, зашто од тоа се водевме и ние кога го предложивме законот. Ќе го поддржам затоа што предвидува минимум кота од 50 болнички кревети за хоспитализација на пациенти кои имаат реална потреба од болничка грижа, затоа што и ние слично решение предложивме. Да, ќе речете сега нема потреба од 50 болнички кревети, меѓутоа законите не ги носиме само за конкретниот момент, не знаеме ние што ќе се случи утре, значи секој закон треба да важи ерга омнес и да има неограничено правно дејство. И затоа мислам дека не е лошо кога слушаме дека се можни нови соеви на вирус и слично, да го поддржиме ова решение, бидејќи друго решение нема. Да, ќе речете дека постфестум доаѓа законот, но можеше да дојде и на време. Ако беше прифатено нашето решение, тогаш ние ќе помогневме не само во полесно излегување од пандемијата, туку и во зацврснување на темелите на социјалната држава. Значи, законот го оценувам според тоа што штити здравјето. Го штити здравјето. Ќе ги представувам граѓаните овде и се што е во нивен интерес ќе поддржам без оглед на предлагачот. Дали е тоа СДСМ или е Левица или друга партија, ако постои општо добро и особено ако се штитат најранливите категории, јас ќе го поддржам таквиот закон. Да завршам. Оваа криза многу граѓани доведе во така наречена закрепостена положба. Сите знаеме дека луѓето продаваа куќи. Мој студент од сад дојде да си го посети таткото. Зеде, ја продадоа куќата, позајми пари и се врати назад, повторно на печалба, за да може сега да го врати долгот, само што неговиот татко почина. Тоа е страшно нешто. Значи, затоа јас барам од предлагачот разбирање со амандмани да креираме решенија кои ќе одговараат не само на моментумов кој што го живееме и кој што навистина навестува можеби крај на една од најголемите кризи, туку и закон кој што ќе може да го употребиме доколку повторно се соочиме со опасност од овој тип или со некоја елементарна непогода и слично. Така ќе се однесувам и во комисиската расправа. Ако се има разбирање за подобрување на текстот, јас се разбира дека тоа ќе го поддржам. Меѓутоа, ако како денеска има овде однесување, што не ми се допаѓа, јас со резерва ќе се однесувам. Значи, ако не беше прифатен нашиот предлог, а требаше да биде прифатен, тогаш ќе го прифатам овој предлог. Зошто?
Зошто е поблизок до нашите предлози. Зошто? Зошто нашите предлози беа поблиски и подобри за граѓаните. Реплика, пратеник од Панчо Минов, повелете.